Денеска првото утринско кафе во пријатна атмосфера го пиеме со професор Јасминка Делова-Силјанова, која е бохемист и преведувач од чешки јазик на катедрата за славистика. Во продолжение ќе поразговараме за чешкиот јазик, но се разбира нешто повеќе и за чешката култура. Да и посакаме добро утро. Добре рано, дякую за позвање. Добро утро, ви благодарам за поканата. Веднаш започнавте со чешкиот јазик, секако ќе говориме и за тоа, но најпрво сакам да слушаме нешто повеќе за вашето вообичаено утро. Како изгледа? Станувам рано, обично во 6 часот, и тоа е добра можност да станам пред сите и малку време за мене и за една шолја кафе. Иако во последно време се обидувам кафето да го ставам на страна и да изберам некои поздрави варијанти, но некако сепак денот почнува со кафе. Како се роди вашата љубов кон чешкиот јазик и чешката култура? Мојата приказна со чешкиот јазик е навистина интересна, бидејќи е, да речам, случајна. Кога дојде време да се запишам на факултет, а сакав многу да учам јазици, сепак одбрав македонски јазик, затоа што сакав да биде тоа основа врз која ќе ги градам своите познавања за друг јазик. И за време на моите студии по македонски јазик дознав дека на катедрата за славистика се отвара чешки јазик и ми беше предизвик да пробам. И никогаш не се покајав, бидејќи тоа ми стана и професија. Значи, на катедрата за славистика и денеска се студира чешки јазик и морам да кажам дека малкумина тоа го знаат, можеби во јавноста, меѓутоа еве на катедрата за славистика покрај чешкиот има и руски, и полски јазик и словенечки. Тоа значи дека нема доволно заинтересираност, бидејќи велите малкумина знаат? Не, туку мислам дека не се информирани. Значи, затоа што многу студенти, генерации имаат истиот пат како мене, го поминале, се запишале на некоја група, иако јас тогаш како втори јазик го учев чешкиот, ќе се запишат, ќе се запознаат со можностите и ќе запишат чешки јазик како странски, а потоа се префрлаат на студии по чешки јазик, бидејќи имаме многу соработка и со амбасадата чешка и со универзитети во Чешка, па имаме летни школи, студиски престои во Чешка, така што студентите можат поблиску да се запознаат со земјата чиј јазик го студираат. А Чешка има голема традиција во поглед на култура, литература, култура, филм, сите аспекти, така што навистина една култура која што од сите аспекти што е добро да се запознае, секако и јазикот да се научи. Што поточно опфаќа самата работа на еден бохемист? Значи, јас конкретно предавам чешки јазик, литература и превод на катедрата за славистика. Тоа значи дека имам часови со студентите за чешкиот јазик, граматика, литература, но и техники на превод и преведување. Тоа значи дека студентите што ќе дипломираат на чешки јазик можат да се занимаваат потоа да предаваат чешки јазик исто, нели, во центри, школи за чешки јазик, меѓутоа можат и да преведуваат. Посебно што имаме издавачки куќи кои што ја доближуваат и чешката литература на македонската јавност, па имаме и многу преводи од чешки на македонски, така што може да се занимаваат и со превод на литература или да предаваат чешки јазик. Дали чешкиот јазик можеби е тежок за учење? Чешкиот јазик е словенски јазик, западнословенски јазик и од тој аспект ни е близок, меѓутоа структурата на граматиката има падежи што за нас како родени говорители на македонскиот се можеби малку потешки, меѓутоа не е нешто што не може да се совлада. Кои чешки писатели би им ги препорачале на македонските читатели, воедно и на нашите гледачи?
Значи, на македонски се преведени, да речам, класици на чешката литература, како што е Карел Чапек или Јарослав Хашек со добриот војник Швејк. Мене е омилена писателка и која што не само што ја читам, туку и ја преведувам, е Петра Соукопова, па тука е нештата за кои дојде време. Петра Соукопова, од неа е исто најдоброто за сите, и има уште две книги од истата писателка кои што сега не се тука, така што Петра Соукопова навистина ја препорачувам. Секако дека и Јакупа Каталпа или Патрико Ужедник. Патрико Ужедник пишува и есеи во однос на глобализацијата. Негови 3-4 книги се преведени од рангот на Кундера, например. Така што исто Ирси Хаичек го препорачувам од современите чешки писатели кои што навистина има еден прекрасен израз јазичен, така што навистина препорачувам да се прочита и чешка литература, бидејќи може да отвори нови видици, нов поглед на свет и да се види нешто различно од она што е тренд, например, само на некои англо-американски писатели, да речам така, што убаво е како позитивен предизвик да се прочита и нешто од чешката литература. Овие дела кои што ги донесовте токму овде се преведени токму од вас, но верувам дека не се единствените. Не се, имам повеќе од 20 преводи, ова се вака што ги имав при рака да ги донесам и навистина голем предизвик е да се преведува чешката литература или воопшто да се преведе едно уметничко дело. Во тој процес и преведувачот е на некој начин креативен автор или соработува заедно со писателот за да го пренесе најверно делото што е напишано и што треба да се преведи, и навистина е тоа една работа која што многу ме исполнува. Пред самиот крај ќе прашам и колку е застапена генерално бохемистиката кај нас? Значи, од 2018 година веќе на катедрата за славистика чешкиот јазик може да се студира како главен предмет, иако не отвараме секоја година студии, отвараме на 3 или на 4 години, така што еве сега иднава година ќе отвориме студиска група за чешки јазик како главен, иако чешкиот јазик на нашиот универзитет, на нашиот факултет се изучува уште од самиот почеток и дури чешкиот лектор, како роден говорител, е првиот странски лектор на нашиот факултет. И сега имаме роден говорител лектор покрај значи покрај редовниот професор на катедрата, така што студентите директно се запознаваат со јазикот, со културата и од роден говорител, така што имаме долга традиција на бохемистиката на нашиот факултет кај нас. Ви благодарам многу за одвоеното време, навистина ми беше драго за овој утренски разговор и се надевам дека и во иднина ќе можеме да поразговараме подетално за чешката култура, но воедно и за чешкиот јазик. Ви благодарам за поканата, беше мощно пријатен разговор и посебно моја омилена тема.